Смртта на 41-годишната жена на инфективното оделение во клиничката болница во Штип секојдневно ја крева јавноста на нозе. Обвинувања, барање за оставки, јавни навреди и клевети се суровата реалност која не демне деновиве. Денеска на прес излегоа од ВМРО ДПМНЕ со ново обвинување за директорот на клиничката болница во Штип, доктор Ален Ѓоргиев, и барање сам да сноси одговорност бидејќи истата вечер тој самиот бил на дежурство на оделението каде починала пациентката. Онаа стара изрека "рибата смрди од главата" ја доловува ситуацијата во Штипската клиничка болница. Случајот пациент умрел молејки за кислород оди директно до раководството на Штипската болница и до министерот Венко Филипче. Нашите извори говорат дека кобниот ден, кога се случила драмата на инфективно оделение во Штип, директорот на клиничката болница близо кадар на Венко Филипче, Ален Ѓоргиев, бил на смена како дежурен лекар токму на тоа оделение. Ако го земеме во предвид фактот дека токму директорот на болницата, Ален Ѓоргиев, близо кадар на Филипче, по распоред бил на инфективно, за кое дежурство самиот претходно се пофали, тогаш има индиции дека самиот е одговорен за споменатата случка. Пресот не заврши со обвинување само од едната страна. Директорот на клиничката болница Штип, доктор Ален Ѓоргиев, излезе со барање за јавно извинување од Иван Јорданов до целиот медицински персонал кој неуморно работи да се справи со корона пандемијата. Злоупотребувајќи трагедијата на починатата пациентка, најдрско собирате ефтини политички поени на грбот на нивната несреќа. Но отидовте и чекор подалеку, исмевајќи го мојот изнуден ангажман за дежурање на инфективно. Најбезобразно ме поврзавте мене со смртта на пациентката и ставајќи се во улога на судија, барате одговорност од мене. Јас тврдам со полна кривична, морална и материјална одговорност дека пациентката починала 5 часа пред моето доаѓање на дежурство. Барам да ми се извини јавно на мене за овие лажни обвинувања, стоеше во изјавата на доктор Ален.